Каде е градоначалникот на Карпуш Сотир Лукровски? Еден месец го нема, а нема ниту одговор. Општината е оставена без градоначалник, а последиците од неодговорноста и погрешните кадровски решенија на ВМРО ги трпат граѓаните. Општината се гуши во смет, јавните услуги се влошуваат, а граѓаните се оставени сами да се справуваат со проблемите. Од Лукровски, додека формално ја извршуваше функцијата, граѓаните не гледаа резултати од неговото работење. Единствената разлика денеска е што никој не знае каде е. Затоа карпошани со право прашуваат каде е градоначалникот на Карпуш, до кога трае неговото боледување, која води општината во негово отсуство, дали Мицкоски повторно ќе се извинува на карпошани за лошите кадровски одлуки. Дали е точно дека е поднесена оставка? И ако е така, зашто граѓаните не се официјално информирани? Карпошани имаат право да знаат дали плаќаат 2 градоначалнички функции, а реално немаат раководство кое целосно и одговорно ги решава нивните проблеми. Еви денеска Мицкоски му отвараше базен, а него го нема. Иако базенот е целосно завршен во време на СДСМ, а денеска е само церемонија, но Лукровски не се појави. Ова е циркус. Додека народот се соочува со секојдневни реални проблеми, Мицкоски се занимава со отварање базени, а Лукровски го нема. Уште пострашно е што ВМРО и Мицкоски, кои се удираа в гради за Лукровски, сега се однесуваат како ништо да не се случува. Дополнително се отвара прашањето дали вработените во општина Карпуш треба да стравуваат за своите плати, дали финансиската состојба е стабилна и дали ќе има нов ребаланс на буџет кој дополнително ќе ги чини граѓаните. Ако општина Карпуш не може нормално да функционира, тогаш единственото демократско решение се предвремени локални избори. Граѓаните повторно да одлучат кому ќе му ја доверат одговорноста да го води Карпуш. Време е граѓаните повторно да го кажат својот збор на предвремени локални избори во Карпуш.